Ги славиме Божиите празници, го држиме саботниот ден, го следиме Новиот Завет. Кога го велиме ова, се прашуваме: колку е вредна оваа вистина, та Бог би го жртвувал својот живот и би ја пролеал својата крв, за да им ја предаде на своите најсакани деца. Тоа е духовно ремекдело кое Бог со жртва ни го даде нам, неговите сакани деца. 13 години откако ја продадоа Алјаска за $7,2 милиони. Русите ќе плачеа и ќе удираа по земја кога ќе сватеа дека таму е закопано злато вредно $300 милиони. Оние кои не ја разбираат вредноста на саботниот ден, Пасхата, или 7 празници во 3 времиња, се прашуваат: колку е скапоцено да се пази саботниот ден? Колку е вредно прославувањето на празниците? Така, тие само мислат: Бог ни рече да го пазиме, па затоа мора да го пазиме. Сепак, има многу поголема вредност. Саботниот ден, кој го држиме сега, има голема вредност. Напишано е во кое копнеат да дирнат ангелите. Кога размислуваме за ова, се прашуваме: зошто Бог се трудеше да ни ја даде оваа скапоцена вистина, пролевајќи ја својата крв? Не треба да биде само одење во црква секоја сабота. Во Новиот Завет има многу поголема вредност од тоа. Ако не успееме да ја разбереме неговата вистинска вредност, ќе го занемариме саботниот ден, Пасхата, празниците и Новиот Завет. Дали е толку важно, сатаната постојано шепоти духовни искушенија. Сепак, постојат зли лукавства на ѓаволот да ни ја одземе вистината. Што рече Бог? Што треба да правиме додека не дојде тој? Бог рече: држи што имаш. Размислете за надворешниот изглед на Алјаска. Не може да се одгледува. Луѓето не можат да живеат таму. Може да изгледа безвредно. Тоа е затоа што се скриено внатре. Исто е со саботниот ден и празниците што ги држиме денес. Истото важи и за вистината за Новиот Завет што Бог ни поучи кога дојде на оваа земја во тело по втор пат во последново време. Колку е вредно што е напишано: видливото е времено, а невидливото вечно. Вредноста е вечна. Не може да се опише со зборови, нели? Библијата е Божиото слово што научи само на вистината. Тоа е книгата на вистината, таа никогаш не залажува представувајќи нешто безвредно како нешто вредно.